Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Македонците заменуваат на сезонска работа, додека домашните компании се почесто увезуваат работници од Азија, за да ги пополнат испразнетите работни места. Меѓу 10 и 15.000 македонци годишно работат во Хрватска, а во исто време се издадени 305 работни дозволи и речиси 3000 мислења за вработување странци, најмногу од Бангладеш, Непал, Индија и Турција. Трендот отвара прашање дали Македонија се соочува со хроничен недостиг на работна сила и какви ќе бидат последиците за економијата. Дали странските работници се решение за недостатокот на кадар. Тоа е она почитувани денес што ќе зборуваме со вас. Секако на самиот почеток се разбира за оние кои што можеби од неодамна или можеби веќе од денес за прв пат ја следите Црвена линија. Верувам дека ќе земете активно учество во истата, но за да се случи тоа, неопходно е да се заврти нашиот добро познат број 02 307 0005. Секако нема да изоставам задолжително да напоменам главно техничко правило е дека по вртењето на бројот се разбира треба целосно да биде намален и тонот на телевизорот. Не зборувајте преку интерфон, спикерфон, туку се што ви треба е телефонската слушалка. Исто така ве карам да учествувате и на анкетите кои што ги спроведува секојдневно Црвена линија. Затоа ви треба нашиот профил на Инстаграм, што значи да не заследите токму таму, да го заследите профилот на Телма телевизија, а по заследувањето и да кликнете на Инстаграм стори. Кога ќе кликнете на Instagram Story, секако ќе ве пречака прашање. Прашањето е дали странските работници се решение за недостигот на кадар. Како што гледате, имате две опции за одговор. Една напомена овде дека за учество во анкетата потребно е да кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Така да доколку е тоа да, кликате на ова поле почитувани, ако е не, тогаш на ова поле. Бидејќи неретко се случува одговорите да ги испраќате преку ДМ, инбокс и така натаму, но важно е да се клика на полињата, на објавата на Instagram Story, бидејќи на тој начин ги сумираме и пресметуваме резултатите од анкетата во проценти секогаш, а ги објавуваме кон крајот на секој едно издание на Црвена линија. Ова денешно издание на Црвена линија ќе го започнеме со прилогот на Мирјана Јовеска. Само до април Македонија веќе испорачала над 5000 сезонски работници во Хрватска, покажуваат официјалните статистички податоци на таа држава. Според Хрватското Министерство за внатрешни работи, исклучувајќи го периодот на пандемијата, секое лето таму одат меѓу 10 и 14.000 работници на сезонска работа. Доминира маркетот во Хрватска, каде што Македонија редовно има 12 до 17.000 лица кои работат од 6 до 9 месеци. Втора и натаму останува Германија, со тоа што оваа сезона бројките во Германија се драстично намалени. Ако редовно имавме отприлика од 3 до 4.000 лица, моите наоѓања или анализи кои ги правевме кажуваат дека не се повеќе од 2.000. Затоа што во Германија има редуцирана побарувачка на сезонска работна сила. Традиционално најголема побарувачка за сезонски работници во странство има во угостителските и услужните дејности, како и во градежништвото. И додека Македонија испорачува работна сила на европските земји, домашните компании се снаоѓаат со вработување лица од трети земји. Кај нас Агенцијата за вработување е надлежна за издавање работни дозволи за странци кои веќе го имаат регулирано престојот во државата по друг основ, како и за давање мислење во постапките за регулирање на привремен престој во државата заради работа. Заклучно со 27 мај, Агенцијата издала 305 работни дозволи, а дала скоро 3000 мислења за вработување на странци во државата. При тоа најголем дел од барањата се за државјани од Бангладеш, Турција, Непал и Индија. И додека Македонија се разбира испорачува работна сила на европските земји, овде компаниите во Македонија се снаоѓаат со вработување на лица од трети земји. Од тука и денес во Црвена линија ве прашуваме зошто Македонија пред се останува без работници и дали увозот на странска работна сила е вистинското решение. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, Игор. Па еве, зошто Македонија според вас останува без работници? Па,
Тина, поздрав за вас од Филма телевизија. Јас сум мал се разболен. Сум разболен, што не можам и јас сака во странство додам, ама не можам. Работев во Битола. Од војната, Тина, од војната се разболен. Во Хрватската војна и... Според вас, Еве, зошто е попривлечно да се работи надвор, па дури и сезонски, отколку нели да се најде работна позиција во својата земја? Тина, јас ќе кажам нешто во Македонија, да има, ако може, сезонски работници, полесно некоја работа, полесно ти болни сме. Немојме да извршуваме токави, да креваме од вреќи од 50 кила цименто. Не можам толку, не можам да издржам 5-6 години, имам Тина, возрастен сум, но не можам. Не можам тешка работа. Дали сметате дека еве увозот на странски работници е решението за да се пополни недостигот на кадри во компаниите во земјава? Абе, Тина, вие, тоа во странски земји за дечињата, за деца е тоа, не за стари лица, за дечиња. За млади мислите. Добро. Да. Благодарам многу, Игор, што редовно не следите, па еве и што се вклучивте и споделивте кој е вашиот одговор и став. Продолжуваме со вас секако почитувани. Еве, кај подсетам на самиот почеток, ќе ни биде драго и доколку не следат оние кои што секако и работеле како сезонски работници надвор од границите на нашата земја, зошто еве сте се одлучиле и зошто сметате почитувани дека навистина е попривлечно, барем така зборуваат бројките, да Македонија се повеќе испорачува работна сила кон европските земји, па дури и неретко, односно слободно ќе кажеме во огромна бројка, тоа се 5000 сезонски работници се само во Хрватска, додека кај нас компаниите секако се одлучуваат, бидејќи има недостиг на работна сила, да вработуваат лица од трети земји. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте на интерфон, прво да прашам? Да. Ве молам, зборувајте на телефонска слушалка, за да нема никаква фона. Сега добро. Одлично, повелете, ве слушаме. Зошто одат? Па ради парите, ветино, не одат ради совесливи. Намалете го и тонот на телевизорот, ве молам. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Најверојатно не. Почитувани ве, она барем што онолку колку што измина време многу куса од вклучувањето на претходниот гледач, секако ќе го искористиме за да ви укажеме зошто јас постојано на секој почеток на црвена линија повторувам дека е многу важно да биде целосно намален тонот на телевизорот од кога ќе ве превземат од режија. Апсолутно нема добро да се слушнеме, нема да имате никаков увид дека веќе сте во програма, а ние ги очекуваме вашите одговори и неретко ќе подсетам се случува да имате и впечаток дека можеби некој друг наместо вас зборува, а тоа не е така. Затоа не користите ниту интерфони, ниту спикерфони за да не се јавува фонија и да го изгубиме нели квалитетот на слушање, кој што секако е одличен доколку зборувате само преку телефонска слушалка. Ќе го искористам и времето да напоменам дека секој едно вклучување има своја временска рамка од 90 секунди, така да по 90-та секунда линијата автоматски се исклучува, но секогаш сте добре додени повторно да се вклучите. Па добар ден. Добар ден. Одлично, убав ден, одлично ве слушам и драго ми е дека е тоа така. Одлично, повелете, кои се вашите одговори? Јас сум добро открила Паланка, Така. Македонија, Северна Македонија. Имате прашање зошто Македонија останала без работници. Дали узот на странската работа или решение? Јас по моје мислам дека зошто Македонија останала без работници, затоа што сите квалитетни работници, секој е по странство, секој си отиде во Германија, Австралија, по Австрија, не е битно, Хрватска, вамо таму. Затоа не може да просперира Македонија, мислим да обстанува, како да ви објаснам. Така и зошто им е тоа попривлечно отколку да си најдат позиција во својата земја?
Нема луѓе више кои да се најдат. Но зошто еве тоа се случи како резултат на што? Па затоа што резултатот е нашите главни што се главатари, што сите ги избрка за странство, а сега во Македонија ги увозат други од странство работници да работат вместо нас. Наместо ние да земаме повеќе пари да работиме како што треба, овие други ќе ги земат парите. Дали за еве вие нула сте пари. работеле сезонска работа, еве и тоа да прашам? Јас работам 19 години веќе. А така, никогаш не би ја менувале таа позиција? Не. Не. Да. Во ред, многу ни е драго еве што се вклучивте во Исто и црвена и на линија и вас. сега од Бидете ваш агол поздравени. еве споделивте со гледачите кои се причините зошто Македонија останува без работници. Дали почитувани сметате дека решението е во увоз на работници од трети земји? Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. добар ден. Добар ден, повелете. Се јавив за вашава тема, меѓутоа јас сум да се уведат работници само едно. Додека во Заводот за вработување постојат невработени луѓе, им се плаќат месечно, први нередно за да им се понудат ними местата, секој еден по еден да потпиши. Сака да работат, значи му се нуди работа, не сака да се исклучат од плата. Затоа што тие земет социјална ова помоќ, не социјална него од Заводот за вработување и си работат. Или одет во странство, таму си работат, ваму им е платено осигурување све. Днес, додека сепак тоа не се раштипи, да видиме колку во Македонија имат вистински невработени луѓе. И значи, ако не саке да работат, тогаш нека не се местат од Заводот примање. А еве според вас зошто е се поголем бројот на оние кои што се одлучуваат да работат надвор од нашите граници? Па се одлучуваат да ви кажам вака. Да почнем од мојот син. Мојот син е доктор на науки, првин кој се вработи со магистар, работеше, подаваше карти на паркинг плат, а неговиот директор беше со 3 години од ВУЦ. А после неколку месеци тој се смена, дојде со 4 години од МУЦ, сега докторира. Така, благодарам многу пред се што бевте дел од црвена линија. Ке напоменам дека кај нас временската рамка за едно вклучување, такво е правилото, е 90 секунди, од тука автоматски се исклучува линијата, но еве секако гледачката ја охрабрувам доколку сака да се надополни и секако да се доискаже, се додека трае црвена линија, секој еден од вас за тоа е добре доден, повторно и повторно да се вклучите. За оние кои што може би им е многу полесно преку пишана форма или едноставно немате трпение да добиете сигнал или да се вклучите во црвена линија, имаме решение за тоа. Секако добре дојдени сте активно во секој издание на црвена линија да учествувате и преку коментари кои што можете да ги напишете, се разбира, под објавата на нашата тема, која што секојдневно можете да ја видите на профилот на црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook. Па еве како изгледа денешната објава на темата за која што зборуваме и во живо. Прашањето е дали странските работници се решение за недостиг на кадар. Верувам ке може да покажеме како тоа изгледа на Facebook. Еве пристигаат и првите коментари, така да почитувани каде ви е полесно, дали телефонски или едноставно полесно ви е да дадете одговор, се разбира преку коментар. Ова е местото каде што можете да го направите тоа. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Зошто Македонија увезува работна сила, а извезува од друга страна, или извезува па увезува? Па пред се поради лошите системски решенија, преголемата политизираност во јавниот сектор веќе не е тој интересен, а од друга страна приватниците премалку ги плаќаат работниците, а и не добиваат редовно плата, и овие просеци што ги слушаме од страна на статистика, тие се просеци ги прават вработените во јавниот сектор, а не во приватниот. Така да се додека
имаме систем на злоупотреба на човечката работа и додека нашите газди не сватат дека човечкиот капитал е невредното, па се друго вака ќе биде. Тоа е моето мислење. Ние за ништо не водиме сметка, ни за услужните дејности, ни за туризмот, ни за ништо. Гледате ли решение во увозот на работната сила? Лично јас не гледам решение, бидејќи ние само ќе бидеме транзит за полесен влез во Европа. Никој не седи овде кај нас. Па дури ни луѓето од Бангладеш, без намера некого да понижам. Сите се тие луѓе вредни за почит и достоинство. Така, благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Секако продолжате да не гледате до крајот на ова издание, а ние секако продолжуваме со вклучување на нови гледачи. Подсетувам, еве и ги охрабрувам и оние кои што и како имате искуство кога станува збор за сезонска работа надвор од границите на нашата земја, така да еве би сакала и токму од вас да слушаме дали може би изборот паѓа на тоа што не постоел поинаков избор или причините се нешто сосема друго. И зошто се одлучуваат, се разбира, оние кои што работат како што е сезонска работа во Хрватска, се разбира, која што е најатрактивна дестинација, но секако голем дел од нашиот квалитетен, ќе напоменам, кадар заминува и во останатите земји од Европската унија, каква што е Германија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Секако на Црвена линија сте, повелете. Ајде, прво ќе кажеме двата фактора зошто ни бегаат работниците. Прво, самите работодавачи ги избркаа работниците, значи да отидат да одат надвор од нашата држава. Бидејќи не сакаат да ги платат негов ценен нивниот труд и не им дава достоинствен личен доход да може, што се вели, да преживеат. Вториот момент е што, значи, со она плата која прима тука, посебно кај не се притежа со минимална плата или до 30.000, фактички околу 47 до 57% да работените не може да преживеат. И вториот фактор е тоа што одат надвор за да добијат, што се вика, повеќе средства и да може, што се вика, подостоинствено да живеат. Сега одека оние кои што доваѓаат од Бангладеш, од вamo, од таму, тие доваѓаат само како одскочна даска да може да бидат поблиску до Европа, да не мора да се кријат по планини, по долини, од Женева, од некаде, да дојдат до нас, па да одат за Германија и во другите земји. Сега, ако значи, размислуваме добро, тоа е така. Сега, јас ќе прашам зашто имаме ние околу 100.000 невработени. Од тие околу 100.000 претежно се со ниски квалификации или до средно образование. Тие сите, значи, се на социјална помош, значи и да го користат правото на социјална помош. Така, ќе подсетам и напоменам за време траењето од 90 секунди, но секако препознатливиот глас укажува на тоа дека гледачот и редовно не следи, редовно се вклучува. Драго ни е што тоа го направивте и денес, но и ве охрабрувам сите, се разбира и оние кои што се вклучивте, се разбира во текот на ова издание, доколку имате потреба и малку со оние 90 секунди, секако можете повторно да се вклучите. Ве подсетувам, бидете активни и на Facebook, всушност вашите одговори пишувате ги во форма на коментари. Наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Еве како изгледа нашата објава на Facebook. Профилот што ви треба е профилот на Црвена линија, но подсетуваме дека темата ја објавуваме и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Повелете. Да, во Македонија има потреба за работници. Треба да има малку и тие работодавците што треба малку да мислат што треба да дадат на тие луѓе. Дали плата, осигурање, минимално осигурање, не може да работи никој со минимално осигурање во Македонија. Треба да се дае осигурање према заработувачката. Тоа е едно. А зашто бегаат од Македонија? Се бегаат затоа што еден добар работник да работи за четворица. Или со партиски вработување,
илица на газата, да гандил газа, са роднини. Они лежат, а луѓето работат. Ето тоа бегат. Ја 25 години работам во Италија. Еве, каква е разликата со оглед на тоа што навистина имате веќе долг стаж во Италија? Да. Видиш, во Италија работиш 20 години, 30, за 30 години ти плаќат давачките. Не те слушам. Ние ве слушаме, па еве какво е искуството да се работи во Италија, од атмосферата, нели она финансиска стимулација, односот на предпоставени нели вработени? Ако работиш ќе заработиш, ако не работиш нема да имаш. Факт, а во Македонија не. Во Македонија треба да работиш за четворица. Така. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија, еве што повторно ќе потсетам. Сите вие кои што имате во моментот се разбира искуство од прва рака и веќе во периодот сте сезонски работници или сте биле долж работниот век, зошто и како, еве можеби вие ќе можете да дадете одговор, дали зошто пред се Македонија останува без работници, особено без квалитетен кадар. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Намалење сина. Одлично. Овде гледат Чостити Николе. Така, поздрав до вашите сограѓани кои не гледаат во моментот. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Поздрав и до вас и до вашата целе куќа. Ја би рекол следното. Нашите олигарси, така речи работодавци, не сакат да инвестират во нашите луѓе и заради тоа сега мора да увезуваат станска работна сила. Поради тоа, нашите се принудени да одат во странство на сезонска работа, тъй като што вие рековте во Хрватска од 12 до 17 хиляди имат, да речеме, во Германија малку е помалку, али сепак мора трбухом за крухом, што викат србите, мора да се патува. А заради тоа па сега нашите работодавци немат квалификувана работна снага и мора да увезуваат од овие пониски земји кај што немат квалификувани. И тие се квалификувани, али тие се само се борат да дојдат до тука, за да може да бидат поблиску во Островска Баска, да идат во Западна Европа. Иначе не секој да е колку и тие работници како што треба. Меѓутоа, така доаѓа времето, нашите работодавци мислам ти се врате бумерангот на тоа што едно време не сака да ги послушаат советите на нашите, да речемо, синдикати. Така, благодарам многу за учеството, за вашите одговори. Ве молам, уште еднаш подсетувам, од таа причина и го објавуваме тајмерот на екраните, за да имате увид од секунда во секунда како одминува времето. На 90-та секунда линијата се исклучува, но слободно завртете повторно. Одеме со читање, односно ќе го споделиме и првиот коментар, одговорот кој што пристигна на нашата Facebook адреса. На прашањето дали странските работници се решение за недостигот на кадар, Тихидон напиша: Македонија се соочува со недостиг на работна сила поради нискиот стандард, а високи цени на се. Затоа повеќе од 25 до 30 илјади си го бараат спасот во Хрватска на сезонска работа со плати од 1200 до 2000 евра. Плански се нарушува демографијата со увоз на арапи и азиати, иако тие бегаат кон Европската унија. Ако е точна информацијата што ја објавија некои медиуми, дека нив ги плаќаат минимум 80.000, тогаш е јасно зошто македонците масовно се иселуваат надвор. Благодарам, Тихидон. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија, повелете. Вака. Македонија останува без работници. Така? Да. Зашто стана? Затоа што нема уредба. Работникот во Македонија станува како
е многу експлоатиран и многу искористен, а нема никаква сигурност. Многу работници не се платени колку што треба, а најлошо е што немат осигурување, со нив се врши префрлување од една фирма на друга, не од која причина, сите немат сигурност работниците. Сите се сидат на работа се под стрес, до кога ќе биде на работа или кога ќе биде отпуштен. А за работна сила од страна, тоа не е никакво решение. Луѓето тука само колку да ќе ги олеснат условите за премин на запад, зашто таму им е целта. Не им е целта да останат по Македонија да работат со нив, работодавачите да се изиграват места како работна сила ги рачунат само како слуги и Така, големо благодарам и вам за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете и вие понатаму да не гледате до самиот крај. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум еден родител на 3 деца. Така. Едното дете е магистар на економскија. Другото е магистар на градежниот факултет. Третото е дипломиран економиста. И сите 3 деца од нашата многу убава Македонија сите заминаа. Еве, што беше првичната инициација да заминат во други земји за работа? Знаеш што беше? Магистар на економскиот, работи во Скопје, му дават 50.000 плата, а галста за една година купуе 3 стана и 2 джипа. А он, магистар на економскиот, не може ни киријата да си ја плати. Јас сум од Кавадар, да ви кажам. Еве, каков е приемот, да речеме, во другите земји, кога им пристига кадар од кај нас, но еве со... За 3 години он у Берлин, еве да ви кажам и тоа, живее у Берлин. У Берлин си купи стан од 80 квадрати. Черката што е магистар на економскиот, у Франкфурт си купи стан, не стан, него куќа од 320 квадрати. Така, многу благодарам, Ева, и тоа е оно што очекуваме да слушаме денес во Црвена линија, што се вели од прва рака, што го споделивте вашето лично искуство преку работењето на вашите 3 деца, но надвор од нашата земја. Почитувани, до сега слушнавме многу вклучувања, многу практично и одговори на нашето денешно прашање. Тоа е зошто Македонија според вас останува без работници и дали всушност увозот на работна сила е вистинското решение. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, како викаат, колку пари, толку музика. Значи, како сака да го експлоатира работникот, да не му даде пари ни за обичен живот, не па за нешто повеќе. Не може да така се набутало у држава само администрација, партиски војници тука кои лепат плакати и веа знамиња и сакаш иднина у таа држава. Не може да има иднина, како не може да дадат до израз овие што стварно се потеле, се мучеле, се труделе да направат нешто у живот, кариера, бидејќи може нивниот живот не бил сјаен како овие тука, што сега моментално се на функции партиски све. Значи нема ништо саглам у администрација, нарочито таму колку е 200.000 нешто администрација, или да бркаш некоја работа, ама да не те знаат да немаш човек. Или да бркаш работа, ќе видиш како ќе пројдеш. Ќе се збуни како ванземајец. Ќе биде. Сега ако имаш човек, ќе се ангажира некој шеф тамо нешто, ова на малку поупатено работата, али се однесува до работници, нема квалитетни работници, нарочито во администрација, ама иш. Ма вие што се квалитетни работници, дали у производство и било што, они не се доволно платени и паќаат картата авионска
само за еден правец, друго не ги занима, ни држава ги интересира ни ништо. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. Секако тука во овој дел од Црвена линија неминовно е да ве потсетам секако доколку сакате да сте целосно, навремено и квалитетно информирани, редовно да кликате на нашиот сајт telma.com.mk, насловот на кој што посочуваме да го задржите вашето внимание во однос на темава на Црвена линија е следен: Хрватска хит дестинација за македонските сезонски работници, лица од Бангладеш, Турција, Непал и Индија во македонските компании. Што се однесува и до објавата на овој наслов на профилот на Телма телевизија на Facebook, секако има и тука коментари и реакции, па еве да ги споделиме во Црвена линија. Широк Сокак Битола Македонија напишал: тоа се светски трендови, ние не сме на Марс, па да е поинаку кај нас. Додека Бобан Цветковски напишал: пропаѓаме како жетон. Почитувани, пред се централно прашање во Црвена линија денес: зошто Македонија останува без работници и секако без квалитетен кадар? Добар ден. Добар ден. Црвена линија, ве слушаме, повелете. Прв пат се јавувам, инаку сакам да ве поздравам. Многу ми е драго, верувам не и последен пат. Па се надевам. Сакам да кажам во врска со ова губењето на работнава сила, претходниот гледач многу добро кажа: колку пари, толку музика. Децава си одат највеќе не само заради пари нормално секому му требаат, меѓутоа заради неправдите што се случуваат. Партиските војничиња, им се шефчиња, децата се трудат, школувани деца, а ке добие шефче некој што, да речам, извинете, 2 грама школој. Исто работат со договорно дело, безздравствено. Работат по кафичи каде што, например, се работи со храна, а нив не им даваат храна. Дневниците не им ги исплаќаат редовно. И затоа нормално секој сака подобро да му биде, се бори за подобра иднина. И нормално дека ќе си одат. Дали може би ви имате членови во семејството кои што работат надвор? Па не, во моментот не. Ќерката беше во Макдоналдс, работеше еден период. Меѓутоа многу, да речам, заработи нешто за кој што пак, да речем, државата бара данокот да го вратат младиве. Така, па го гледате ли Така, го гледате ли решението во увозот на работна сила од трети земји? Па мислам дека не. Затоа што ипак нашиве деца се, како да кажам, многу пошколувани, со повеќе знаење, без разлика што ни опадна и... Така, големо благодарам, драго ни е што прв пат се вклучивте во Црвена линија и како што реков на почетокот, верувам дека од сега натаму ке горе-долу ке бидете дел од секоја една нова Црвена линија. Ние ке споделиме и одговор кој како коментар го напиша Бурча Ристевски на прашањето, подсетувам, дали странските работници се решение за недостигот на кадар. Бурча го напиша следното: младите бегаат од Македонија поради малите плати. Може би треба да увеземе работодавачи кои ќе плаќаат повеќе, затоа што нашите газди немаат пари, а купуваат скапи автомобили, скапи куќи, а своите деца ги школуваат во познати странски универзитети. Благодарам за Борче Ристевски, па еве тој рече, напомена, според него може би решението и да се увезат работодавачи. Како и да можете да слушнете навистина палета на разни одговори, па да продолжиме со нови. Добар ден. Тина, здраво. Голем поздрав до вас. Прашањето е зашто бегаат работниците. Да. Затоа што не се платени, затоа што не се третирани како луѓе, се сеќаат уште на социјализамот, а ова сега е катастрофа. Това е една работа. Втора работа се прашаме зашто не бегаат политичарите, Тина. Си седат тука, имаат плата, уживаат. Тоа значи дека се плаќа политичарската работа во наш смисол кажано, тоа е да лажеш, да навредуваш, па и ако можеш и нешто незаконно тоа да направиш, ако си толку силен да не те фаќа суд. И тоа е, Тина. Затоа мора да се менува
Така, да се менува... дали сметате дека увозот на работници е вистинското решение? Ма тоа не е решение, тоа е глупост една. Наши луѓе да бегаат у Божи матер, а странци кои не разбираат македонски, не знаат ништо за нашата култура, да работат, тоа е завитлавање. Али, треба да се смени оваа владатина на демократски избори, па Белки и Филипче со СДСМ или... Вака сега ќе ве прекинам тука, затоа што ве молам црвена линија, вака сега морам да дадам... Вака сега, може ли да не ги политизираме темите? Да не ги како да не ги политизираме темите? Не ме разбирате, навиваме политички, навивате за партија, а ние сакаме како граѓани да ве слушаме онака како што и одговоривте до сега, ве молам. Нека не ја чувствувате црвена линија како простор каде што нели ќе лобираме за одредена партија, туку зборувајте како граѓани кои што секојдневно го живеете животот кој што секако не става пред разни предизвици, а моментално она што е навистина една реалност со која што се соочуваме е недостигот на квалитетна работна пред се сила и недостиг генерално на работници, и тоа во многу сектори, особено во угостителскиот можеби. И еве дали сметате дека увозот на работници е вистинското решение и каде ја гледате причината за тоа што се повеќе од ден на ден остануваме без работници. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Црвена линија, да. Вака сега. Прво е да го честитаме неуспехот на високото образование што веќе не сме во Шенгенската листа. Тоа што ви кажува. Затоа што образованието, медицината, судството, обвинителството се фамилиарни црева. Ако мајката и таткото биле суди или доктори, морало и ќерките или синовите да им бидат тоа што се. И останатите луѓе си бегаат. Се додека таквите фамилиарни чворови во општеството не се разрешат, ќе видиме бродот што тоне, а глувците бегаат. Ви благодарам. Благодарам. Многу покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. И сега кој да прочитаме и уште неколку одговори. Даниел Петковски напиша: недостигот на работници во македонските фирми ќе се надополнува на работници од Македонија и од други држави со помали примања на плата или приближно на македонскиот стандард. Додека Джими Дейвид Волтер напишал: сите сме ние културно-уметнички работници. Почитувани, време е за реклами. Почитувани, сега е време да ви ги соопштиме резултатите од денешната анкета на Црвена линија. За да учествувате во утрешната, секако да следите на Инстаграм. Се што ви треба е нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А на денешното анкетно прашање дали странските работници се решение за недостигот на кадар, со да одговорија 21%, со не одговорија 79%. Почитувани, останува тука да ви се заблагодарам што не следевте и секако вие со вашето вклучување го креиравте ова денешно издание на Црвена линија. Се гледаме во утрешниот стандарден наш термин. Подсетувам, информирајте се на tilma.com.mk, а во продолжение следува и репризното издание на Бизнес објектив. Од мене имајте убаво попладне.